однос на вашиот предлог за нов министер за здравство, а тоа е господинот Азир Алиу, кој за неколку часа ќе стане дел од новата влада на Република Македонија. Сакам да му честитам на господинот Алиу затоа што по неколку часа ќе стане дел од најрасипничката влада во историјата на постоењето на Република Македонија, ќе стане дел од онаа влада која врза јамка околу вратот на народот, која тежи 7 милиарди евра преку директни задолжувања влада со влада во само година дена од нивното владење. Ќе стане дел од влада која, освен тоа што влада е авторитарно, но во незиното владење повеќе како да управува како концесионер по договор чија цел е профит, а не грижа за нашите граѓани. Господинот ќе управува со клучен ресор, но кој е испреплетен со влијанијата на речиси сите пори на општественото управување. И бидејќи секогаш се представуваат како менаџери, а не како идеолошки насочени шампиони на ресорите кои треба да ги управуваат, на крајот нивните министерувања завршуваат со дефинирање на нивните ингеренции, секогаш тие не се виновни за состојбата на ресорот кои требале да го управуваат. Но еднаш треба да ги согледаме сите аспекти на нештото за да разбереме нивната поединечност. Сепак, одговорноста најмногу се состои во еден врв на владачката коалиција која нема визија, тоа е врвот составен на раководството на ВМРО ДПМН Влен и Знам. Пред недела дена аргументиравме дека кога ќе се задолжиме ќе следат мерки за штедење. За да биде јасно за јавноста во овој контекст на овој министер за здравство, во неговиот ресор мерките за штедење кои можеме да ги очекуваме откако ќе западнеме во уште поголема финансиска дупка се тие како кратењето на средствата за лекови, кратењето на средства за специјалистички служби, за едукација на кадарот и се натаму. За себе ова синдикатите предупредуваат, не се игнорираат. Додека работниците се жалат, тие се исмеваат, а господинот Алиу ќе го гласа мнозинство кое без компромис се бори против синдикатите преку нивно демонизирање и намалување на нивната улога. Него ќе го изгласа мнозинство кое води крвава борба против опозицијската надзорна за аерозагадување кој требаше да отвори прашања кои се однесуваат на ресорот на господинот Алиу. Тој ќе биде дел од влада чии интереси ги храни бедата на живеењето. Дали господинот Алиу смета дека сиромаштијата во Македонија е хронична болест? Затоа што таа е и економска и здравствена болест. Сиромашните се разболуваат почесто, живеат пократко и умираат тивко. Сиромаштијата е причина за амплификација на сите физички и ментални болести во медицината. Дали господинот Алиу не гледа дека неговата влада, година дена од неговото владење, сиромаштијата останува висока и не приоритет за решавање? Особено децата, старите и вработените со минимални плати не се заштитени и остануваат најзагрозени. Како побогу владата и неговото министерство ќе се справи со ова? Оваа влада служи на капиталот, не на народот. Политичките действија и буџетите кои ги крои се по желба на нивните фирми инвеститори, а не на народот. Ова е влада која сите загуби ги колективизира, додека профитот го индивидуализира. Кога дававме аргументи за сите ресори кои се приватизираат дополнително, тие обично се многу сувопарни и во ново јазик ни ги објаснуваат нештата. Кога рековме дека во енергетиката треба да бидат инвеститори само државните фирми, неприватните субјекти ни одговорија дека државата мора да ги гледа сите како инвеститори, независно дали се државни и приватни. Каде тогаш е човекот во таа логика на инвеститорите? Човекот не е инвеститор, туку човекот е само трошок во нивната економска равенка. Како тоа ќе влијае на нивното здравје, почитуван иден министер господине Алиу? Додека милиони евра се даваат по тендери кои непрестајно не даваат никакви резултати, на фирми кои се директни спонзори на владеачката коалиција, додека милиони се даваат на корпорации кои ги експлоатираат нашите работници, додека тие тоест нашите работници се соочуваат со прекршени работни права, додека примаат минималец и немаат никаква социјална сигурност и се осеќаат со умор и екзистенцијална болка, како тоа влијае на нивното здравје, господине Алиу?
Во безброј наврати оваа влада оди против принципот на социјалната држава. Со нивните закони пробуваат да го нарушат уставното начело на социјална држава и наместо прераспределба, владата ја штити профитабилноста на малкумина на сметка на јавниот интерес. Почитуваниот иден министер господин Алију, вашата влада почива на антиработнички законодавен систем. Покрај разбивањето на синдикатите, работничките права се минимизираат и понатаму нашите граѓани имаат сосема несигурни договори и човекот останува предмет, а не субјект кој треба да се концентрира во една владина политика. Една од најголемите задачи на владата во ова време, која се испостави дека не може да ја реши, тоа е имиграцијата. Илјадници годишно продолжуваат да се иселуваат и нема ни план да се спречи тоа, ниту стратегија да се задржат тие или да се вратат потенцијално. Во овие, додека власта, додека јавноста зборува за кампови за бегалци, јас сакам друго да прашам, што правиме со нашите бегалци? Нашите луѓе кои секојдневно се иселуваат, што правиме со бегалците во ресорот на господинот Алију, а тоа се докторите, здравствените работници кои со илјадници се иселуваат од Република Македонија. Како тоа ќе влие на јавното здравство? И во здравството, и во општеството постои одвратен клиентелизам и партизација на институциите. Многу скоро се случи конкурс за вработување на специјализанти во здравствениот ресор, кој остави многу семејства вџашени, вчудоневидени, како нивните деца не може да ги добијат местата кои ги заслужуваат, ради клиентелизмот кој продолжува да владее со здравството. Без желба за сузбивање на корупцијата, туку напротив желба за нејзино унапредување. Додека системот колабира предизвикан само ради лошото управување на стотините менаџери фантастични кои тука се нудат во собранието, сепак корупцијата која почива на класното раслојување сепак останува приоритет. Така беше и примерот со овој ресор кој имаше скандал со обид за приватизирање и правење на приватен паркинг на површината на клиничкиот центар. Што значи ова? Дека секој повод за приватизација и профитирање ќе го зграбчи оваа влада. И кога спомнуваме менаџери, министри, мене ми се чини дека токму тоа и одговара тој епитет, затоа што тие се менаџери за дополнително приватизирање на ресорите кои ги водат. Кришка по кришка, тоа е целта, приватизација и унапредување на приватниот интерес, затоа што така нема да има никаква демократска контрола над институциите кои треба да ги овозможат услугите на општествениот договор. Што значи тоа конкретно во здравството и во контекст на оваа влада? Пазарна либерализација по секоја цена, дури како концепт кон кој треба да се стремиме и со кој треба да се гордееме. Државата треба да се повлече од сите ресори за подлабоко да се заријат канџите на спонзорските фирми. Што значи ова? Ова значи дека и во другите ресори истата логика оди. Па така културното наследство, владата во која ќе учествува господинот Алију ни најавува приватизирање на културното наследство. Ова е резултат на неолиберална, сурова и антихумана стратегија на управување со владата, а и потоа и со ресорот за здравство кој е толку клучен и толку битен и мора да почне да се оди во друга насока. Во здравството нема работничка контрола на здравствените институции. Здравствените работници немаат право или глас во одлучувањето, сите одлуки доаѓаат од дозгора и се политички. Во здравството истовремено аптекарскиот сектор е целосно комерцијализиран, лековите стануваат луксус за да се монетизира болката, драги сограѓани. А државата е во сето тоа комплицитна и додека се финансираме регресивно, сиромашните плаќаат за услуги, плаќаат за лекови и непропорционално ги погодува тежината на нашиот здравствен систем во споредба со побогатите слоеви. Имаме недостаток на кадар, особено во рурални и помали болници. Многу региони немаат медицинска покриеност, доцнат термините кои значат во многу случаи и изгубени животи. Тоа сето создава уште поголема атмосфера на мито, која потоа се надоврзува и со ужасните услови за работа кои ги имаат нашите здравствени работници. Ова создава чувство на општа недоверба и вашата влада е уште еден доказ дека изборната промена не значи и системска промена. Ви благодарам.